пресконференцијата, подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Каја Шукова ја објави својата кандидатура за градоначалничка на Скопје во СДСМ. Таа најави нов модел на управување со градот, професионален, транспарентен и ориентиран кон граѓаните, со фокус на решенија и конкретни проекти. Јас сум тука да понудам решенија. Скопје може и мора да биде град за луѓето. Чист, уреден, сообраќајно среден, зелен и пред се безбеден. Град со кој ќе се гордееме, кој ќе биде наш дом, а не пазар на интереси. Затоа моите определби ќе бидат да го исчистиме Скопје и да правиме функционални предпријатија за управување со отпад, да направиме конкретен план и постигнеме резултати за чист воздух и чиста животна средина. Ова се моите први приоритети, областите во кои што имам најмногу искуство и знаење. Да го обновиме јавниот превоз и да создадеме град во кој може да се стигне навреме и без нервози. Да го запреме урбанистичкиот хаос и да ја вратиме контролата на граѓаните врз урбанизмот. Да се посветиме на обнова и одржување на постојната инфраструктура на градот. Шукова најавува и реформи за целосна дигитализација и искоренување на корупцијата, враќање на културниот и урбан дух на Скопје, како изголемување на безбедноста на улиците, со цел секој граѓанин да се чувствува сигурно и удобно во секој дел од градот. Програмата, како што рече, ќе се надградува преку средби со граѓаните и стручната јавност, со цел да се создаде реален и остварлив план. Градскиот транспорт ќе стане модерен, функционален и достапен за сите граѓани, најави кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски на средба со приватните превозници од јавниот транспорт во Скопје. Ѓорѓиевски во објава на социјалните мрежи сподели дека на средбата е разговарано за сите предизвици со кои се соочува јавниот превоз, но како што пишува, уште поважно зборувале за решенијата. ЈСП и приватните превозници мора да дејствуваат синхронизирано и координирано. Само така може да се создаде јавен превоз кој навистина ќе одговара на потребите на скопјани. Ќе преземеме конкретни чекори за надминување на тековните проблеми и ќе ги вклучиме и позитивните регионални искуства со оптимизирање на линиите, подобрување на возниот ред и обезбедување сигурен и ефикасен транспорт за сите, информира Ѓорѓиевски. Тој имаше средба и со председателот на синдикатот на такси возачите, од која соопшти дека произлегле конструктивни, реални и применливи предлози. Општина Карпош на своја територија започна акција за мерење на загадувачки супстанци на отпадни гасови, кои се концентрирани во вентилацијските канали на угостителските објекти. Овие мерења ги врши акредитирана фирма по налог на општинскиот инспектор за животна средина. Целта на оваа контролна акција е намалување, односно спречување на загадувањето на амбиенталниот воздух, кој директно влијае на квалитетот на живот на карпошани, поточно врз одржување на здравата животна средина, информира од општината. Со реконструкцијата на патот од Волково до Кучково во должина од 3030 метри, како еден од најголемите инфраструктурни проекти во општина Ѓорче Петров, овој дел од Скопје ќе се доближи до граѓаните. Од општината нагласуваат дека со реализацијата на овој проект ќе се овозможи побезбеден и поквалитетен сообраќај, подобра пристапност до селото Кучково, но тоа ќе значи и поттик за туризам, рекреација и за развој на руралната средина. Вкупната вредност на проектот е над 47 милиони денари, а средствата се обезбедени од владата. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски денеска го посети основното училиште Јан Амос Коменски, каде што во моментот се врши целосно бојадисување. Оваа активност е дел од заложбите за подобрување на условите за учење и за создавање инспиративна средина за учениците и за наставниците. Чистите, светли и освежени училишни простории значат среќни лица и подобри резултати, информираат од општина Карпош. По половина век, улицата Ѓорѓи Димитров во Кисела Вода доби целосно нов лик. Веста ја соопшти градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, при што истакна дека станува збор за една од најважните сообраќајници во општината. Реконструкцијата вклучува проширување на коловозот за дополнителни 12 метри, изградба на нови тротоари и паркинг места и зелен појас.
Со дефиле на 50 делегации, во спортскиот центар Јане Сандански започна Европскиот младенски олимписки фестивал Скопје 2025. Свечената церемонија го означи почетокот на 7-дневен спортски и културен спектакл кој ќе ги обедини младите спортисти од цела Европа во духот на ферплеј, солидарност и пријателство. ЕМОВ Скопје 2025 ќе вклучува надпревари во 15 спортски дисциплини, а надпреварите ќе се одржуваат на спортски објекти со меѓународен стандард во Скопје и Куманово, додека надпреварите во спортска гимнастика ќе се одржат во Осијек, Хрватска, во соработка со Европскиот и Хрватскиот олимписки комитет. Ќе учествуваат повеќе од 4000 млади спортисти, тренери, спортски официјални лица и тимски представници, како и стотици новинари, волонтери и гости. Македонија годинава ќе биде представена со рекорден број на спортисти кои ќе учествуваат во сите спортови. Фестивалот официјално го отвори и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Секторот за внатрешни работи Скопје ги известува граѓаните дека поради одржување на Европските младенски игри Скопје 2025 во кајак на реката Треска кањон Матка ќе биде воведен посебен сообраќаен режим во тој дел од градот Скопје, и тоа во понеделник, вторник и среда од 8 до 14 часот, а во четврток од 8 до 16:30 часот. Од МВР апелираат граѓаните да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Утре вечер од 20 часот и 30 минути во Музеот на македонската борба за самостојност ќе се одржи концерт на италијанската пианистка Цинзија Бартоли. Таа има настапувано во најголемите концертни сали низ Италија. На подрачјето на град Скопје ќе се изврши терестрична дезинсекција против возрастни форми и ларви од комарци од понеделник до четврток во периодот од 22 часот до 03 часот. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, таа ќе се изврши во истиот термин првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни. Се известуваат пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите, информира прес-службата на град Скопје.